А сега е вистинско време да ја алоцираме нашата драга колешка Ирена Спировска, која што се наоѓа некаде, предпоставувам, од центарот на градот и разговара со една неуморна и многу талентирана дама, Пламенка Трајковска, и ќе ни пренесат една многу ведра содржина, а се што е поврзано со децата и со музиката во комбинација се разбира дека ни го разведрува расположението. Добро утро, Иренче. Така е, Сузе, добро утро до тебе и до сите гледачи на телевизија Алфа. Прекрасна најава и вовед за разговорот што следува во продолжение. Се јавуваме во живо од паркот Ибни Пајко за да го најавиме концертот на гудачкиот квартет Пламенка Трајковска, наменет за најмладата публика, класика за деца, концерт со наслов Да ни биде животот песна, кој што ќе се одржи во сабота 20 септември во парк во Ѓорче Петров. Овој концерт има за цел да ја доближи класичната музика на најмладата публика, нешто што Пламенка Трајковска настојува да го работи долги години наназад, па токму затоа сакавме да ги известиме нашите гледачи за ова убаво случување. И еве Пламенка тука до мене, подготвена да ги кажеме сите информации кои што треба да ги мотивираат гледачите да ги донесат своите најмлади на уште еден прекрасен концерт за деца. Пред се Пламенка, како дојде до идејата и соработката со општина Ѓорче Петров за концертот Да ни биде животот музика? Добро утро, Ирена, добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Навистина ми е многу драго што утрово ќе проговориме за концертот за деца кој што ќе го организираме во паркот во Ѓорче Петров. Во рамките на годишниот концерт, на годишниот конкурс за проекти од областа на културата на општина Ѓорче Петров аплициравме за детски концерти и на наша голема радост проектот ни е одобрен, така што е предвидено да реализираме 3 концерти за деца на територија на општина Ѓорче Петров, од кој што првиот концерт ќе биде на 20 септември. На самиот концерт имаме подготвено музичка програма која што е наменета за детската публика, каде што на интерактивен, мултимедијален начин ќе ја доближиме класичната музика до најмладите. Ќе настапиме како гудачки квартет во состав јас, Сандра Крстевска на виолина, Милена Гиевска-Андоновска на виола и Александра Јаневска на виолонче. Концертите за деца се навистина многу потребни кај нас, каде што е многу важно најмладите уште од најраната возраст да се запознаат со убавините на класичната музика и искрено многу се радуваме дека имаме прекрасна можност да направиме еден концерт за деца. Што ќе биде изведено на репертуарот овој пат во сабота во 12 часот во паркот Ѓорче Петров на концертот Да ни биде животот музика? Значи, предвидени се изведба на дела од Луиджи Бокерини, од Јохан Себастијан Бах, од Жорж Бизе, од Антонио Вивалди, од Петар Или Чајковски. Имаме една македонска тема, а исто така ќе свириме и неколку теми од цртаните филмови. Концертот да потенцираме и да подсетиме дека е на отворено, дека е бесплатен, дека на него се добре дојдени сите што сакат нивните деца или внуци да уживаат во звуците на класичната музика, во интерпретација на 4 прекрасни дами од квартетот Пламенка Трајковска, еве бидејќи најавивме дека ова е прв од 3 концерти, може ли да откриеме кога и каде ќе се одржуваат и другите 2 концерти класика за деца? Другите 2 концерта се предвидени да се реализираат во Домот на културата Ѓорче Петров во првата половина од месец октомври. Точните датуми ќе ги знаеме веќе оваа недела и се разбира дека ќе ги објавиме на нашите социјални мрежи и секако во јавност. Пламенка, многу пати досега сте одржале концерти на деца на различни сцени во различни простори со различна млада публика. Какви се реакциите на најмладите кога уживаат и кога ја слушаат класичната музика, затоа што голем дел од нив можеби и прв пат се среќаваат со класичната музика токму на концертите кои што вие ги организирате?
Концертите за деца се навистина идеална можност каде што децата за прв пат може да видат во живо вистински гудечки инструменти како виолина, виола, виолончело. Исто така тие може да се запознаат со тоа што е тоа гудечки квартет, зошто се нарекува така, како се свири на инструментите, што е тоа гудело. Навистина самите концерти се многу едукативни, ние се трудиме да ги направиме многу интересни, за да го задржиме вниманието на децата од почетокот до крајот на концертот. Исто така разговараме за тоа како се танцувало во минатото, како се правеле журчиња, да речем во времето кога немало електрична енергија, така да и за овие концерти исто така ветуваме едно прекрасно поминато време за најмладата публика. Несумнено дека младата публика е и љубопитна публика и сака да осознае нови нешта и да ги дознае сите овие работи, но колку е младата публика и внимателна публика, односно знаат ли децата како да се однесуваат кога слушаат класична музика и кога се на концерт? Се разбира дека и ние, бидејќи нашите концерти за деца исто имаат едукативна рамка, а на некој начин ги упатуваме како треба да се однесуваат на концерт, кога да плескаат, како да едноставно да го научат и тој дел дека однесувањето на концерт е различно од однесувањето во игротека, различно од однесувањето во училница и дека навистина за да си секое дете за да ја доживее класичната музика на еден определен убав начин, дека треба да биде запознат со тоа како треба да се однесува. Јас кажав и во најавата дека навистина со години наназад, па и со децении, даваш голем придонес, прво и лично како музичар, а и заедно во состав со квартетот и со сите твои соработнички и соработници. Навистина многу голем е бројот на концерти за деца кои што сте ги одржале. Каков е интересот, Пламенка? Дали кога има вакви концерти, навистина родителите, бабите, дедовците ја користат можноста да ги однесат своите најмали и најмили на концертот? Интересот е навистина огромен и ние навистина прекрасно си поминуваме на детските концерти. Секогаш кога добиваме ваква поддршка, например, како што добивме поддршка од општина Ѓорче Петров, навистина нас ни е радост да реализираме такви концерти. Тоа што не успеваме сите овие години е тоа да направиме редовни концерти за деца, бидејќи навистина не наоѓаме континуиран начин на поддршка на детските концерти, а овие се навистина многу потребни. Се надеваме и постојано настојуваме да наоѓаме форми преку кои што ќе делуваме, преку кои што ќе реализираме концерти за деца, понекогаш ги реализираме сосема самостојно, меѓутоа би сакала да во наредниот период, барем еднашка во месецот да имаме концерти за деца и нашата најмлада публика да знае дека таму во првата сабота, например, еве во месецот, дека има концерт за деца со камерен состав. Колку време обично трае еден класичен концерт за деца? Генерално концертите се околу 40 до 45 минути, оноку колку што трае еден училишен час, оноку колку што е возможно да се држи вниманието на публиката. Тоа значи дека во сабота, 20 септември, од 12 часот во паркот Ѓорче Петров, па некаде речиси до 13 часот ќе се разлеат звуците на вашите гудачки инструменти со внимателно одбран репертоар кој што е атрактивен за младата популација. Останува уште еднаш да ги поканиме сите кои што се слободни да дојдат и да уживаат во вашиот настан. Да, уште еднашка покана до гледачите на Алфа телевизија да си ги земат своите најмили, да ги донесат во паркот во Ѓорче Петров во сабота 20 септември.
Пламенка, ти благодарам за информациите и посакувам уште еден успешно реализиран концерт, а и понатака да ги има уште многу за да може децата да уживаат во низиното височество класичната музика, а ние те уште еднаш ќе ве подсетиме дека концертот ќе се одржи на отворено во паркот Ѓорче Петров со почеток во 12 часот. Поканети и добре дојдени се сите што сакаат да уживаат во убавата музика. И самиот наслов на овој концерт, да ни биде животот музика, кажува дека музиката има моќ на вистина да ни го разубави животот, па нека биде таа ваше секојдневие, почнувајќи уште од раните утрински часови. А тоа најубаво ќе биде ако успееме да им го наметнеме и на нашите млади генерации. Па верувам дека со овој разговор и со изминативе десетина минути успеавме да ви дадеме одлична идеја каде да го минете пладнето во сабота. Од ова јавување за сега толку, ние продолжуваме со останатите содржини во нашата утринска програма. Ти благодарам многу, Ирина. Не случајно Фридрих Ницше изјавил дека животот без музика веројатно би бил некаква грешка. Прекрасен наслов, честитки и одличен повод во сабота попладне сите во паркот во Ѓорче Петров, заедно со нашите најмили.